Цените на зеленчукот се вивнати и не се почитува никакво ограничување. Пропаднаа обидите на владата да ги контролира цените на овошјето и зеленчукот со цел да се подостапни. Граѓаните се гневни и се чувствуваат измамено. На тетовскиот пазар во очи празникот Рамазан, тетовчани се пребројуваат што можат да си дозволат. Тезгите се полни производи, но не и нивните паричници. Пензиите помали, него цените на производи на земјоделиво. Ние не ги наоѓаме земјоделците криви, него трговците се. Најголеми кривци се трговците. Што ни вика дека намалено е нешто? Што е намалено? Ништо не е намалено. Цени високи се према стандардот. Високи се цените. Скапи, цените се многу скапи. А дали се почитува одлуката за замрзнување на цените? Не се почитува воопшто. И нешто е поскапо, а не да се почитува. И на скопските пазари граѓаните слично коментираат. Високите цени го направија зеленчукот недостапен, а килограм домати достигнува цена и до 190 денари. Да, нема поскапено, нема ништо намалено, производите ги имат. Голем, се пофалуваме дека се покача. Не можеш да си дозволиш да купиш. Што значи дека се уште се скапи како доматите, крставиците и останатите. И не може и видите самите празен е пазарот, така да сите одат поевтини цени се во маркетите за разлика од пазарот. Тие цените они ги покачија први многу. Еве на пример со гравот го снижи, а гравот нигде го нема. Нема по маркетите нигде нема. Од овие приватници ама многу е поскапо. Струмичките производители пак велат дека целиот пристап за замрзнување на цените е погрешен, бидејќи е речиси невозможно да се формира гранична цена за домашното производство додека трае сезоната. Мислам дека во фаза на производство не може да се утврди цената на производство додека може само да се знаат цените, овој трошковите за производство, додека останатиот кодекс за утврдување на цената на чинење на земјоделски производ, а тоа е добиената килажа од дадена површина и добиената вредност, па тогаш ќе се утврди самата цена на чинење на даден производ, така што мислам според мене и тоа не е валидно, затоа што мислам во никој случај во фаза на производство не може да се утврди цената на чинење на земјоделските производи. Владата ги замрзна, па ги коригираше цените на некои видови зеленчук и овошје. Така, според објавените максимални цени, килограм краставици и домати треба да се продаваат за 95 денари за килограм, но речиси да нема продажно место во државата каде може да ги најдете по овие цени.